Македонија ќе биде членка на Европската унија? Тоа не е тоа е политички став. На 19 јули при отварањето на меѓувладината конференција во отварачката изјава на нашата влада во тој момент беше декларирано дека до 2030 година ние ќе бидеме потполно подготвени за да станеме членка на Европската унија, доколку и Европската унија биде подготвена да прими нови членки. Практично во нивната пак на Европската унија, на истиот ден, 19 јули, отварачка изјава на првата политичка меѓувладина конференција, последната реченица е ќе се радуваме да ве видиме како полноправна членка во Европската унија по завршувањето на преговорите. Тоа значи дека од двете страни постои таква отворена желба, можност или интенција за прием на нови членки од страна на Европската унија, односно наш интерес политички и економски, ако по било која линија сакате да станеме членки на Европската унија до 2030 година. 2030 година, кога сега гледате дека Црна Гора веќе декларира 2026, Албанија е 2027, Молдавија 2028 декларирано, Украина е негдека 2029-30, ние дури треба да бидеме, доколку го откочиме процесот, ние треба да бидеме и многу поамбициозни. Веќе има простор, има таква динамика и ние треба да бидеме поамбициозни. Апсолутно, јас само би дополнила дека целта е многу, мислам дека дури и во овие услови ние треба да си ја декларираме целта за подготвеност, бидејќи токму како што споменавте, значи Црна Гора ја декларираше 2026 година, иако според бројот на затворени поглавја многу е тешко да го видите сценариото дека ќе се затворат преговорите до 2026 и во случајот на Албанија. Меѓутоа декларираната цел пак ги обврзува исто така политички ја обврзува владата и креира притисок врз Европската комисија да работи со вас. Доколку не декларирате цел, тогаш сте надвор од радарот. Така да во дадените услови можеби ние сме скептични во однос на прашањето, меѓутоа апсолутно би требало да биде повеќе од возможно. Да, но претходно по се изгледа дека мора да се случат Тилевка царска уставните измени за да се откочи процес. Мислам дека тоа никој не го спори. Битно е под какви услови ќе се случат. Да, и дали ќе се добијат гаранции, како што бара и владата и Министерството за евроинтеграција.